Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Многу одамна викинзите ја нападнале Англија. Тие диви морнари ширеле страв и паника. Краделе, убивале и палеле куќи и цркви. Еднаш кралот Алфред ги победил, но потоа тој бил поразен. Неговите непријатели го гонеле. Бил принуден да излезе од својот замок и да избега. Тој се преправил како скитник и се скрил во шумата. Непрепознатлив крал. Само на неколкумина луѓе им кажал кој е тој. Еден од тие луѓе бил овчарот Улфрик. Тој никогаш не би го предал својот крал. Го поканил во неговата куќа, но дури ниту неговата жена не знаела кој бил нивниот гостин. Таа била изненадена што нивниот гостин само седи на масата, длабоко замислен. Не го препознала како крал. Еден ден таа почнала да се расправа. Доста ми е. По цел ден само седиш овде и не правиш ништо. Внимавај да не изгори колачот. Одам до бунарот да наполнам вода. Кралот Алфред тивко отишол до шпоретот. Тој размислувал за неговите непријатели. Може би има друг начин да победи. Шлаканицата по лицето го разбудила од неговите размислувања. Жената се вратила, колачот бил изгорен, а мирисот ужасен. Ти мрзлив човеку, бегај од тука. Во тој миг незиниот сопруг влегол во кујната. Жено, како се осмелуваш да зборуваш со кралот на таков начин? Зар не го препознаваш? Што се случило потоа, никогаш нема да дознаеме. Но оваа приказна за непрепознаениот крал ме потсетува на Господ Исус. За него било уште полошо, зар не? Кога пред 2000 години лежал во јаслите, ретко кој го препознал. И подоцна луѓето не го сакале Божиот син. Осуден и презрен, умрел на крстот. А денес тој често е непрепознаен цар. Ке му дозволиш ли да биде цар на твојот живот? До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!